Госпоѓа Ристевска Јорданова, во среда на 4 мај во Софија ќе се организира конференција по повод смртта на Гоце Делчев. Бугарскиот председател Радев ќе учествува на таа конференција. Најавен е Ангел Димитров, ко-председавачот на Бугарско-македонската комисија за историски прашања. Радев повторно испрати порака и порача дека Гоце Делчев е апостол на слободата на македонските бугари непосредно пред оваа конференција во Софија. Како го оценувате и коментирате овој потек на бугарскиот државен врв во време на преговори и кога сите го чекаме јуни? Председателот Радев продолжува конзистентно на неговата позиција, која што е крајно тврда и не може никако поинаку да се протолкува, освен зголемување на притисокот за што повеќе од бугарските позиции, односно целосно, апсолутно бугарските позиции да се прифатат и приманат во однос на Македонија. Од друга страна, кога гледаме прашањето чисто внатрешно, тој практично ги користи сите прерогативи што ги има за внатре да ја наметне неговата тврда позиција наспроти на позицијата на премиерот Петков, која што е познато помека. Оттаму втората страна е нивната внатрешна, каде што го зајакнува притисокот Радев всушност за да остане нивната позиција цврста. Во Бугарија веќе, како што кажавте, има поделеност, особено во однос на датумот за старт на преговори на Македонија со Европската унија. Вчера францускиот амбасадор во земјава Сирил Бумгартнер кажа дека ЕУ заедно со американците се многу добро координирани за ова прашање и дека САД сака да одигра корисна улога. Да се навратам наназад и на пораките на еврокомесарот Вархеј, што конкретно може да се направи од ЕУ и САД, еве на пример кога зборуваме за взаемно прифатливо решение во преговорите меѓу Скопје и Софија и колку јуни е воопшто достижен? Мислам дека во пораките од амбасадорите, посебно и од францускиот амбасадор, тоа беше многу јасно. Прво, вие постигнете взаемно решение, кое што ќе биде политички реално и справедливо, а потоа ние ќе го спроведеме тоа такво решение внатре во Европската унија. И тука целата замка е во заемно прифатливото решение, бидејќи заемно прифатливо решение се бара од две страни кои што имаат целосно неравноправна позиција, односно Бугарија става ултиматум на Македонија и, како што кажавме предходно, и кај нив постојат разлики во однос на тоа колку тврда треба да биде таа позиција. Оттаму, во моментов, особено по последните провокации, настанот во Битола и оваа најава од Радев, реално се мали шансите за тоа. И втората работа, гледаме и од наша страна, да речеме, можеби не отврднување на позицијата, меѓутоа поголема осетливост за критиките на јавноста од страна на официјалните представници, иако тоа се уште не е претворено во некоја конкретна промена на државната стратегија и тактика. И тие исто така се под притисок, мислам, нашата страна е под притисок на јавноста по последниве провокации, појасно да се определи во однос на барањата, односно да се искаже во однос на тоа што владата посебно што веќе има прифатено. Оттаму топката е на наша страна во голема мера да се искристализираат позициите и да биде појасна нашата позиција во целиот спор. Дали овие изјави од европските и американските представници се сведуваат само на декларативни изјави или сепак има некакво придвижување зад завесите? Зад завесите сигурно дека има и се работи на конкретни решенија, што очигледно не е тајна, бидејќи тоа го потврди нашиот министер за надворешни работи, па и нашиот премиер, меѓутоа по оној ладен туш, да кажам, од бугарска страна, макар и неусогласен од нивна страна, од тогаш немаме некакви
некакви најави. Сигурно во позадина се работи, но велам климата по она првично позитивната од декември до февруари сега е веќе сменета и очекувањата се помали, особено во однос на јуни. Но од наша страна, на наша страна е притисокот да ние навистина размислиме како понатаму со оваа стратегија, бидејќи Бугарија инсистира и дури и понатаму ги зајакнува незините позиции на негирање целосно на македонскиот идентитет, особено преку овие најави на Радев. Така. Терминалот за течен природен газ во грчкиот град Александрополи утре ќе го посети грчкиот премиер Кириакос Мицотакис заедно со други лидери од Балканот. Тука меѓу кои и премиерот Димитар Ковачевски, бугарскиот премиер Кирил Петков. Се очекува да има и политички пораки. Колку официјална Атина и оваа влада на Мицотакис сакаат и може да изиграат улога на медијатор во време, да не заборавиме кога пристигнуваат пораки дека повторното одложување може да донесе и безбедносни ризици во регионот. Грција може да има една меѓутоа релативно тивка позадинска медијаторска улога, бидејќи Грција е заинтересирана да не ескалира кон негативно ситуацијата во регионот. Таман се реши тој спорот кој што профитираше владата на Мицотакис, профитираше во смисла дека еден спор помалку има за Грција. Мислам дека од грчка страна пораките ќе бидат внимателни во овој период и конструктивни, особено во новата геополитичка ситуација. Очекувам да бидат такви пораките од бугарскиот и од македонскиот премиер, особено по она заладување од минатиот месец.